Почитувани, добар ден. Време е за најновото издание на Црвена линија. Светскиот ден на детето се одбележува денеска, 20 ноември, и е основан во 1954 година. Но во издатум 5 години подоцна, во 1959 година, Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Декларацијата за правата на детето. А во 1989 година е усвоена и Конвенцијата за правата на детето. Децата треба да ги поддржиме во сите предизвици, кои се многубројни: играње, учење, другарување, искажување на талент со пеење, музика, спорт, но и да ги заштитиме од насилството, булингот, сиромаштијата, болестите и, за жал, насилството во семејството, кое ниедно дете не треба да го доживее никогаш. Порано детството беше период во кој децата учеа и го откриваа светот играјки безгрижно и секако слободно. Напиши домашна, намачкај парче леп со маст и црвен пипер и цел ден на улица. Денеска затворен во соба пред компјутер, таблет или со мобилниот во рака. TikTok, YouTube, Instagram и знаат се. И што треба и што не треба. Имаат ли децата денес преголеми права и обврски? И дали ги разбираат? Имаме и прашање плюс кое што можете да го одговорите ако не заследите на Instagram. Таму на Instagram сториве прашуваме на која возраст дете треба да го добие првиот мобилен телефон. Секако имате три опции за одговор. Едната е над 7 години, тоа е под А, под Б над 10 години или пак под В над 13 години. Кликнете на вашиот одговор секако на опцијата која што ви е приложена, ќе сумираме во проценти и секако ќе ги соопштиме резултатите пред рекламите. Тука на самиот почеток ќе ве охрабрам оваа дискусија да ја поведете и доколку не успеете директно во живо да се вклучите на 023070005. Преку коментари и споделувања, вашите размислувања можат јавноста да ги види и да полемизирате со останатите кои што не следат на Facebook, секако Црвена линија, како и оние кои што следат Телма телевизија. Ако не сте меѓу нив, заследете не секако и пишете коментар и споделете. Но најдраго од се ќе ни биде еве токму ова денешно издание, како и секој впрочем, да ве има во голем број и заедно да ја креираме оваа Црвена линија. Тука и ќе ги охрабрам оние кои што се родители, секако и оние кои што се во улога на баби и дедовци. Сите оние кои што се разбира се дел од одгојот, воспитувањето и растењето на децата. Денеска секако прашуваме и она што ни е исклучително важно е дали децата имаат преголеми права и обврски, колку сме запознаени со правата на децата и дали всушност еве можеби и постои погрешно толкување на правата на децата, бидејќи многумина ќе речат да постојат многу права, но правата носат и обврски. Па дали еве во денешно време има повеќе права, помалку обврски. Секако од лично искуство, од ваше видување, размислување, сето она што го знаете и умеете, очекуваме да го споделите со гледачите на Црвена линија. Ако веќе имаме некој на линија, не е лошо и да почнеме со ново издание на Црвена линија. Добар ден! Ајде, добра вечер, Тинке. Да, веќе е добра вечер. Па еве сте биле и родител, сега може би сте и дедо, па еве кога ќе се навратите на назад, дали децата ги разбираат правата и обврските денес, за разлика од минатото? Јас сум постар од тебе, бајаджи. Ние децата кои имаше Томи Джери, Душко Долгоушко, Цртар филмови, ние кисневе пред телевизорот. Немавме мобилни тој. Ме разбирате што сум да кажам? Да, секако, па и гледавме или цртани серијски филмови, Бонанца, кои беа тамо, Фамилија Редингтон, кои беа тие тамо. Тој кој ќе гледаја мајките и татковците и ние гледавме. Така некои деца подзирнујавме. Сега децата се малку пософистицирани. Меѓутоа, добро сте го напишале, дали децата имаат преголеми права, да не смеш и да го опсуиш, да ми извинете вака, своето дете, комшијата ако те пријави, може да
да страдаш. Па еве, дали мислите дека сопцост или еве укори е подобро да речеме? Укорување е нешто поинако, верувам. Па ја не знам, денеска во ова модерно време, каков укор да му даеш на детето? Нема мобилен, нема гледање телевизија, нема излагање надвор. Нема појќе од тоа. Тоа родителите, зборим за мајка, татко на детето. Нема. Вашите деца се родители сега, предпоставувам, внуци имате? Па зашто ти кажа, се напишале преголеми права имаат децата од родителите. Како да збориме понатаму? Така, добро, одлично ве разбрав. Уште се разлика, Благодарам многу за вашите одговори. Секако дополнителни 90 секунди се возможни ако повторно го завртите нашиот телефонски број. Епа ја почнавме дискусијата во црвена линија. Ајде да видиме останатите какви одговори, еве искуства ќе споделите во ова издание. Добар ден. Добро вечер. Црвена линија. Да, во црвена линија сте, повелете. 20 ноември се одбележува меѓународниот ден на детето. На детето, На така. децата им припаѓаат сите права и слободи што ги имаат исто и возрастните. Децата се ранливи, невини, зависни од возрастните, особено кога се мали. Права на децата имат, секој дете има право на живот, право на опстанок, на раст и на својот развој, На среќно на заштита детство. од дискриминација, право на најдобар интерес, право на активно учество, право да мисли и да размислува, право и слобода и на вероисповед, мислам. Децата без разлика дали се родени во или надвор од брак, тие ги уживаат истите права. Никој нема право да го повредува неговиот углед и неговата чест. А тоа значи дека нема право дури ни родителот да му се меша во неговата работа. Например, ако сега денешните деца си водат дневници или писменоста на нивните деца кога и каде ќе се запишуваат, какво училиште сакаат да учат. Има многу зашто да се зборува за децата. Толку благодарам и пријатно. Благодарам многу, еве што бевте дел од црвена линија, секако останете со нас и продолжете да не следите за да слушнете какви допрва одговори ние ќе слушнеме во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав од Роме. Поздрав и до вас. Па еве, имаат ли децата денес преголеми права и обврски, дали воопшто ги разбираат? Што мислите? Сега имаат многу права. А јас сум во години. Ја бев учител во 5 села. И па еве, како беше некогаш кога вие бевте учител? Какви генерации, дали имаат права и како еве се воспитуваат децата некогаш? Видите, ја имам години. Јас сум роден 46-та година. Ја бев учител тогаш, ама јас ученик никогаш немам чепнато со прст. Не да го удрам. Само колку што можев му давав знаење на ученикот. И затоа и денеска мене ме поштоваат учениците. Во 5 села ти кажувам бев учител. И сега и расипаја овие мобилниве, децата. Се пулят по ними. Не ми се држи. За да знаеш, треба да взеш книга и да ја протичаш книгата, романот, книга. Јако ќе легне и пред да заспија, читав роман. И после заспивав. Без читање нема знаење. Сметате дека новите генерации не читаат доволно книги? Не читаат, само гледаат по мобилнине. Зошто е тоа прават така? проблеми. Зато прават проблеми, Тина. Така, ма зошто е тоа така? Еве, децата секако се грижат за децата се грижат родителите. А и родителите тие се расправиле со мобилните. Така, добро, благодарам многу. Еве сега, например, следниот кој што ќе го вклучиме или можеби ќе биде гледачка, ќе почнеме и со анкетното прашање кој што ќе повторам може да го одговорите и на Instagram стори. Значи, за следете на Инстаграм. Значи, според вас, еве, на која возраст дете треба да го добие првиот мобилен телефон? Дали е тоа на 7 години, на 10 години или на 13 години? Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонијо. На помош ти Архангел Михаил.
Они кои се викаат Михаил, Михаила, нека им се вечни имињата, вечервава и слава се слави утре, напомош за многодини. Еве уште малку одиме на вечерна богослужба, утрена литургија, за здравие и спасение на сите. Голем празник. Се радуваме така сите на православен празник. Сега на темата. Јас сум за воспитување на дечињата. А една работа е многу важно да кажеме. Нема лоши деца. Има лоши родители, баби и дедовци, кои на неправилен начин, уште од најмали години, на лош начин ги воспитале своите деца или внуци. Ако ги воспитаат по правилен, христијански, православен дух, тие дечиња утре, каде и да се, на училиште, на улица со другарчиња, ќе одберат она што е добро, позитивно. Се што е лошо ќе го отфрлат. Лоши другарчиња ќе ги отфрлат за лошо друштво. Или во иднина ќе видат добри татковски мајки, добри дечко, девојка, не знам, добри колеги на работа, добри премиери или министри, или добар ќе биде газда. Но човек без Бога, без страв Божи, човек без морал, етика, кај иде ќе биде лош. Па и како дете. Значи, нема лоши деца, има лоши родители. Жал ми е што нема православни христијански филмови по телевизии. Колку има прекрасни, поучни, цртани православни филмови, ги нема никаде. Има агресивни видеоигри, на 90% дечиња се во улога на убици, играат агресивни видеоигри. Која татко и мајка пушту православен филм на детенце свое? Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Еве прашање веднаш до вас. На која возраст дете треба да го добие првиот мобилен телефон? Дали е тоа над 7 години, над 10 години или дури над 13 години? Па може измеѓу 10 и 13. Се слушаме? Да, ве слушаме, веќе ве така. слушаме. Таа возраст околу 13 години може да добие мобилен телефон. Сега децата, врските. Децата наследуваат од родителите. Какви се родителите, така ќе упијат децата од родителите. Ако се пијаници, ако се тепат родителите, детето ќе биде бетер на улица. Ако се коцкари родителите, она ќе стане и коцкариште. А рани ако се родителите, ќе упие од нив све, ќе преслика и таква ќе стане. Може изрод некое дете, ако се фамилите насрана, некое дете да земи друг правец, да биде почесно и некако да исплива. Не викам дека се сите такви родители, има и честни, што стварно одгледуваат деца и ги воспитуваат и на прав пат ќе ги изведат. Ама веćinom се напуштени децата, затоа што е заслуга на самите родители. Несвесно влагаат во бракој, па после се разнебитуваат, па се тепаат, па се пијанчат, па крадат, па се коцкат. Кој е тој развој на родителство, на топлина фамилијарна? Не постои тоа. Ја не можам да ги сватам луѓе во пово не влагај во брак, него што ќе влагаш да правиш проблеми. А еве, дали секогаш било така? Што е тоа што направи ваква промена? Видете, не било секогаш така, странно било во времињата да се разведи прво. Странно. Странно било да се слушни и да се скараш. Така, благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Кога веќе зборуваме за децата, еве еден интересен коментар кој што секако што се однесува до правата на децата и се оно што треба децата да уживаат ни своето растење. Се разбира, таквите пораки никогаш не излегуваат од мода со оглед на тоа што правата на децата за нив се зборува години и години наназад. Па така, еве, коментар дури од 2018 година, поточно од 20 ноември, денешниот ден, каде што Бисера напишала: "Ке ти дадам толку многу љубов", дали може да го покажеме, дали е возможно, бидејќи поубаво е да може да видат гледачите, но како и да е, најверојатно не, па ќе го прочитаме коментаров само. Вели Бисера: "Ке ти дадам толку многу љубов, што и да сакаш нема да може да станеш лош човек." Денес е светски ден на детето. Ајде сега да продолжиме понатаму и да слушаме дали сметате дека децата денес имаат преголеми права и обврски и дали воопшто и ги разбираат сопствените права. Добро вечер. Добро вечер.
Да, Па ве видете слушам. вака, децата многу ги разгалуваме дур се малечки. И така продолжуваме, забораваме една граница, кога треба малце поозбилно да постапиме спрема нив. Меѓутоа, тогаш тоа е доцна. Децата се веќе, како да кажам, си го имат фатено својот пат, навикнати се да бидат галени, мазени, така да не е, значи, не е добро таквото воспитување. Не е лошо малце детето да биде искарано за некоја работа која што не направило лошо. Не е исто така на одмет детето да биде заангажирано за некоја домашна работа, еве, води по леп, води по ова, води по она, до бакалче, ваму, таму, да биде послушно, да слуша детето. Сега, исто така, лошо е ако алапачат децата. Ако се оговарат едно со друго, ако тогаш ќе завршат како дежурни лапачи на крајот. Сите ќе му бидат криви, тие ќе бидат идеални, а она што е позитивно во општеството за нив ќе биде негативно. И, фала Богу, после не му помага ни црква, ни све. Ќе посетам, само внимавајте на тајмерот 90 секунди одредено за едно јавување. Добро вечер. Здраво. Здраво. Па види вака, малку прашањаво ми е збунувачки. Дали имат преголеми права и обврски? Сега, ја би ги разграничил. И дали ги разбираат таквите права собствени и обврски? Значи, за права во урбаните средини нарочито, кај што претежно тато и мама многу не се замараат околу него, околу детето, тука права и дури сами си даваат. Дури сум гледал на интернет како дури го напаѓа својот родител, па уште што не земал некој ладно оружје, па и да се нафрли врз родителот. До толку права, па тоа по западот претежно, ама и ние идеме се стремиме кон тој културен запад, што дури не сме таткото да го погледна, не па да нешто повеќе презем. Така да преголеми права сега си има кај децата. Јас сум бил дете, ама кај мене играла прачката кога нешто ќе сум направил глупост и таа убави црвенила понозад. Џабе не рекле стапото, од рајот дошол, не дошол од пеколот. Колку сакате браните ги, како медиум или како сакате, четекот по некојаш помага. Иначе, iPhone не би му дал баги години да пипне, бидејќи гледаат порнографија и други работи. Поздрав! Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Продолжуваме сега понатаму. Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Секој е добро? Во Црвена линија сте? Да, благодарам, поздрав многу и на тебе. Благодарам. И на сите гледачи. Да ти кажам најискрено, ова се тема, се кажав и простиот пат, се од убава по убава тема. Значи не треба само денеска да биде тој ден, него секој ден ние треба да го разгледуваме, ова да дискутираме, затоа што децата ни се толку битни, а толку малку акцент се дава, Тина. Мене ми е битно, се зборувам во име на некој мајки. Јас да видам кој ме барал, да си проверам на Facebook пораките, да си видам што се случува, а детето ќе му го тупнам телефонот, па што сака нека прави. И така јас сум ослободена, баш ми е гајле, колку е воспитано, па ти не знам дали знаеш, јас се дружам со многу луѓе, значи, млади, значи, детето владе со ситуација, значи, кога ќе викне на мајката, замолчи дете од 2 години. Сега таа се смее на тоа, детето мисли дека тоа е во ред така и продолжува веќе. Веќе кога ќе стане во пубертет, како таа мајка тоа дете ќе го воспита, како ќе го заузда. Значи веќе тоа се навикнало дека треба да владее. Значи некогаш кога во некое минато време ние се воспитувавме, јас зборам за мене, кога со поглед не воспитуваа, сега веќе се поремети некако, се измести, така да и мобилните ги расипа, ама и домашното воспитување секако. Која возраст според вас е возраст во која што треба детето да го има првиот мобилен телефон? 10 години?
Може после 10 години. По 10-та година. Така, тоа е и прашањето кое можете да го одговорите на Инстаграм. Значи, прашуваме на која возраст дете треба да го добие првиот мобилен телефон. Дали е тоа над 7 години, над 10 години или дури веќе над 13-та година. Добро вечер. Се слушаме? Да, повелете. Вака, јас имам неко искуство, мислам, со својата черка. Така? Таа беше на постдипломски во Франција. И таму работеше и учеше, мислам, и работеше како бебиситерка. И чуваше едно 7-годишно дете. И то детето, таму, после 9 сато нема гледање телевизија. Само може да гледа цртани филмови, а телефон, никаков телефон, брат. Никаков. Еве, кога ќе направите една паралела, што е она што не достига и што всушност формира преголеми права и обврски за кои што можеби децата не се свесни, па на некој начин не ги злоупотребуваат? Во тоа е, мислам, Ве слушаме, продолжете. во тоа е смислата на отишо не му се дава телефон на тие години. Може да го злоупотреба телефонот. Или некој друг да ги злоупотреби. Вашата керка работела како бебиситерка, па еве сите мислиме дека токму од западот се дојдени нели овие преголеми права и лоши стекнати навики. Како е таму? Не се разбравме. Таа работеше таму, учеше и Така, благодарам многу, еве драго ни е што споделивте нешто на што сте сведок, благодарение на вашата кирка. И ете можевме да слушаме дека колку што паметам во Франција децата немаат, не користат доколку се мали, имаат 7 години мобилни телефони. Рано се легнува во наспиење, значи некаде до 9 часот вечерта. И сега кога се прави селекција што е тоа што смеат, а што не смеат да гледаат. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Здраво, Тинче. Здраво. Вака да ти кажем, слушам ги гледачите, голем поздрав до сите вас во Телма. Ја многу сакам деца. Многу млада сум се оженила. Татко ми работеше у пошта, да ти кажем, Тинче, телефоните од 13 години нагоре. Прво да одговорим за прашањето. Имаше онај телефон уште на зидови тие што се вртат. И јас нон-стоп по телефоните вртим дека стигнем се што сакаше правеше по телефоните, толку големи сметки правеше. Ама татко ми, знаеш, нели, деца како деца, не бевме толку, мислим, како сега на дете 7 му дадеш. И имаше многу некоја ред, дисциплина, не толку мазеше, а дали повеќе деца чуваше му нешто ќе ни направат, нема да не прашат што сакаш да јадеш, што направат, тој ќе јадеме сите. А сега се толку подгалени, овој ли сакаш, оној ли сакаш, а деца како деца толку се више возрастни и од порано, тој ми мене многу смета, до 18 години нели беше родител да се грижи за децата. После 18 години требаше детето да се грижи за родителот. А сега Тинче испадна, децата се толку подалени, по 30 години, по 40, што вика тате носи, мама меси. Значи децата стварно, не знам што да речем, многу се времето мени и не ми се свиѓа. Од порано беше пофино, имаше нешто ред, имаше, а ја некои нападат родители, никој родител не сака детето да му е, нели, никој, туи родителите грешат многу, некој кад рече родителите се криви. Нема туи децата како. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Малку ќе ве префрлам на Facebook, сега кои тука ги имаме првите коментари врзани за темата за која што зборуваме денес. Секогаш темите на црвена линија на Facebook се објавени низ фотографија. Прашањето е имаат ли децата денес преголеми права и обврски, дали децата ги разбираат. Игор Јанковски напишал: здраво, за жал денес децата се изложени со премногу седење на телефон, а се забораваат игрите клучни за социализација за едно дете. Отука исто така булингот и врсничкото насилство зема замав.
А добро е да се седне со детето, односно секој родител во ова брзо време да посвети повеќе внимание кон своето дете, а со цел секој дете уште од мали нозе да научи на емпатичност, а пред се на одговорност. Домашното воспитување како и образовниот процес е клучен елемент во тоа едно дете да израсне во одговорна личност, а посветувањето на внимание кон детето од страна на родителот е многу важно за тоа во каква личност ќе прерасне едно дете. И што се однесува на преголемото обседнување на детето со мобилниот телефон, сметам дека телефонот како и социјалните мрежи представуваат негативна работа и предизвик, а секое дете да научи на суштинска комуникација со своите врсници, а не онаа виртуелната. Затоа да ги научиме децата уште од мали нозе на одговорност, емпатичност, а суштинска улога пак ќе повторам има домашното воспитување како и образовниот процес. Поздрав од Игор од Беровско. Поздрав Игор до тебе и секако продолжете да коментирате и да не следите и на Facebook. Добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушаме, повелете. Имат ли децата денес преголеми права? Денешните деца имаат преголеми права дозволени од родитело. Затоа што родитело не му посветува доволно внимание на своето дете. Како прво мајката го земе мобилниот телефон и цело време си играе тамо некои игри и го остава детето само на себе да се воспитува на него како што му одговара. Они немат никакви обврски денеска децата према родителите и према наставниот кадар што работе во школото. Децата се припуштени буквално сами на себе, а обврски немат никакви. Едно време барем се знаеше кој е родител, кој е дете. Сега не се знае кој е родител, а кој е дете со детски сваќања. Родителот се понаша онака како што се понаша неговото дете. А треба обратно. Родителот треба да му даде воспитање на детето, да знае кој е родител на тоа дете. И како треба детето да се понаша во школото, како треба да се понаша на улица и да си има обврски, да уче, да си заврши школо и да биде. 90 секунди и внимавајте на тајмерот и секако големо благодарам и вам за одговорите. Интересни одговори, различни видувања аспекти во однос на темата за која што говориме денес со вас. Всушност прашуваме имаат ли денес децата преголеми права и обврски, дали добро ги разбираат истите. Турка ни беше на Фейсбук напишал: на денешните деца дајте им мобилни телефони во раце и не ги закачај, ако ги закачаш во состојба се да ти изведат очи. Добро вечер. Добро вечер, Ценче. Баба Руска, како сте ни? Јас сум многу добра, ама не знам која генерација сум ја. Одамна без мајка. Сега ќе кажам за моите внуци, како ги одгледува децата. Ќерка ми има син и ќерка. Синот има 2 деца, ќерката едно. Како ги они воспитават, ја не можам да почувам тоа, за глава да се фати. За глава да се фатите, зошто? Зошто? Јас бирам јаболки, детето, мајка му вика, оди баба ти да й помогнеш. А тоа вика, неќам, дај ми го телефонот, она дотрча кај мене и собира јаболки. Значи не го кара, не го тепа, ама го казми. Па толку убаво воспитање, тоа е чудо. Тоа е за синот, а за ќерката. На 18 месеца она знаеше да ми каже не тамо бабо, у тамта, ѓубрето у кантата било. Абе ќе месе нешто му даде да месе, малку и оградника ги воспитават, ама како ги, моите унуци, како ги воспитават, пара унуците, јас се чудам тоа, нешто убавина е. Како нешто добро. Мои деца, нити запушија, нити запија, факултети завршија, и унуци и пара унуци сега.
гледам и они така идат. Дай Боже на сека мајка и на сека баба вакви деца да се даде. Благодарам многу, баба Руска, за одговорите. Продолжете и вие да не следите. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Како и да ќе подсетиме дека постои конвенција, секако уште еднаш ќе напоменам, Генералното собрание на Обединетите нации усвои Декларацијата за правата на детето, а дури во 1989 година е усвоена и Конвенција за правата на детето. Добро вечер. Дали имаме некого на линија? Секако предно сакаме да дадеме на сите оние кои што еве денеска го живеат тој предизвик да се биде родител, но и секако и повозрастните баби и дедовци кои што се грижат за своите внучиња, па можат еве да направат некаков увид или заклучок и да дадат одговор на прашањето имаат ли децата денес премногу права и обврски, дали ги разбираат. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Значи, немаат права и обврски, имаат премногу права и обврски, имаат премногу, се јаздисани до степен на невозможност. Меѓутоа, клучна улога ти кои играат родителите и целиот товар треба да се стави врз родителите, затоа што има родители кои што од работа во 16-17 часот не одат дома, туку директно идат во кафана, во 22-3 се прибираат дома, децата изморени или сами или со пријатели, ги носат по спорт, по нели разни други наставни активности. Децата се враќаат морени, си легнуваат, не си ги гледаат родителите со денот. А пред малку вие рековте на еден ваш гледач дека се е дојдено од Запад. Зошто тоа, сина, не дојде, ве прашувам? Зошто тоа не дојде од Запад кај нас. Туку само ги земаме ние лошите работи. Значи во Запад ништо не работи во нидова. Ниту трговски, ниту апсолутно Германија, Франција, Америка, сите се во црква или во некој храм. Значи се од дома. Знам семејства кои што ги форсираат децата уште од мали, да учат по 2-3 јазици. Македонски не им треба. Ги запишуваат во средно училиште, каде што се изучува англиски, француски, не знам што, наместо македонски. Не знаат со баба и со дедо да комуницираат, сина. До каде сме дојдени? Тоа е. Благодарам многу и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Добро вечер. Дали имаме некого на линија? Добро вечер. Добро, најверојатно и кога ќе го завртите телефонскиот број, секако бидете трпеливи додека трае излагањето на еден гледач или гледачка. Бидете трпеливи да дочекате и секако да ве вклучиме во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Убав ви е насловот. Права и обврски. Да, ама децата имаат права, ама обврски никако немаат сега. Пошто родителите се тргнати по заработувачка, по подобар живот и IT технологијата си го направи своето во последните 20-30 години. Така да се не е јасно, за разлика од нашите генерации, вашата генерација и предходното се знае, че са бајлето стануваш, имаш обврска да идеш на училиште, па ако направиш белја се знае, ќе бидат известен родителот. Ќе бидеш искаран и од родителот, и од наставниците, и од педагозите. А сега оставено све во раците на дедо Боже, што викаме старите. А друго, сите те обврски произлегува од Обединетите нации, кои сите членуваат таму, сите даваат кој колку дава пари, како дава пари, сето тоа да биде изманипулирано од, да не кажеме, од владите во сенка и ред други работи. Еден од гледачите кажа дека и во Франција децата немаат 7 години немаат мобилен телефон и мораат да легнат до 21 часот најдоцна. Да, ама не може никој да го види дали он легна.
Благодарам многу за јавувањето. Нагласивте дека не може никој да го види. Ова беше искуство кое што го сподели гледач, чија ќерка се како дадилка, нели тоа е било работа, самата посведочила кои биле правата кои што биле наложени обврски да се спроведат во чувањето на детето. Затоа и кажавме ова како пример. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодариме. Ја не би им забранил децава да гледаат ова мобилниве телефони. И овие речи лаптопи, затоа што не може ние да бидат заостанати децата од модерниот свет, себе да знаат, али дете мало, еве, од 3 години, оно више разбира, све упива, до 7 години, како сугер се. Све разбира, све. Сега, проблемот е што младиве сега родители ги мрзи. Мрзи да седне со детето, кога игра телефон, кога нешто, ај кога е мало може некој игрич, ама да бидат под контрола. Или ако е поголемо, 7 години, 8, значи кога гледа нешто и да му разговара со родител, што е ова, смеам ли да го гледам, родител да му објасни, ова вака не чини, ова чини, значи да го советува, ама сега ќе дојдат родители од работа, дај му го телефонот на детето, важно мир да има, ако се 2-3 дома како ки мене, мир да има, да им телефоните и играат, и они мислат со тоа завршиле работа. Не, под контрола и да не им се забранува на деца да учат нови технологии, ново знаење, ама да го користат правилно телефонот, за тоа што треба да научи нешто корисно. Строга контрола сака. И од кога до кога смееш да гледаш, значи да има време, од толку пола сат да ќе гледаш. Благодарам многу и вам за учеството и секако за одговорите. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Се слушаме и да признам дека едва сум ве добила и прв пат после неколку месеца. Па драго ни е што ви имаме повторно во црвена линија. Повелете. Вака јас за моментално младата генерација што е во раст и развој, би кажала дека мора да се воведе некоја контрола во интернет комуникацијата, во интернетот што го користат, дали на државно ниво, дали под друга, ке дојде како цензура, но мора да се воведе ограничување, како во други држави, како во Кина. Имаме случаи што имат интернет, не овој глобалниот што го имаме сите во светот, и се под строга контрола, дефинитивно мора тука да се воведе ограничување. Луѓето што работат со интернетот, тоа е друга работа, не зборуваме за деца сега во моментот. Во моје време, мојот брат беше многу палаво дете. Тоа е многу одавна. И тогаш децата не слуша. Фрлаше авиончиња од хартија во плафоните, па учителките доваѓаат дома да кажуваат на мајка ми, татко ми, па ќе доби еден добар ќутек, сега што не практикуваме. Тогаш вика, ќутекот од рај. Па ќе му побара под душекот, ќе најде чик. Имаше тогаш писанието што беа забранети за деца. Но авторитетот на родителот го нарушија со овие модерни сваќања. Родител 1 и родител 2 мора да се избришат и не смеат да постојат. Има мајка, има тат. Благодарам многу и вам и драго ни е што по долго време повторно успеавте да не добиете. Ќе подсетам, само внимавајте на тајмерот. Еве што се рекле за децата големите писатели. Душата се лекува кога сте меѓу децата, вака рекол Достоевски. 3 нешто ни останале од рајот: звездите во ноќта, цвеќињата преку дени, детските очи. Вака рекол Данте Алигиери. Дајте му на детето насмевка, тоа ќе ви ја даде душата. Досете Обрадовиќ. Децата се најголемо богатство на еден свет, тие се иднината на светот и денешните деца секако уважуваат преголеми права, односно дали сметате дека имаат преголеми права и обврски и дали воопшто ги разбираат и правилно ги употребуваат. Добро вечер. Ало? Ве Црвена слушам. линија ли е тоа? Да, повелете, ве слушаме. Ох, фала Богу, Тина, што ме уклучивте.
Јас сум тетка Нена, ме слушате? Да, одлично ве слушаме, продолжете. Имам 80 години, меѓутоа имам што да кажам. Сега во една прилика со пријателката, нејзините деца се мали и учат сега, ми кажува како наставничката им диктирала рецепта дома на нејзините да го направат ручекот, она додека да дојде ручекот да биде готов. Нашите наставници не правеа така. Друго, моите деца, ја ги воспитувала со полна доверба сум ги воспитувала. Мојата мајка беше жена од село. Додека го прави ручокот, ме седнуваше покрај неа и ме тераше да ја читам Башчелик. Во тоа време тоа се читаше. А денешните деца по улица, ти си лузер, ти си ова, ти си она, се нешто ги тера, не знам како водата да ги тера така да се понашат. А родителите нека се живи и здрави само. Ја моите деца одев да ги контролирам дали ќе отидат до школо, без да ме видат. Довербата никогаш не ја изгубив. После ќе ги чекам да видам дали право дома идат, дали шуткаат камења по улица, дали се понашаат како што личи да. Благодарам, многу драго ми е што успеавте да не добиете и секако и ве што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Дојде времето да видиме како изгледаат резултатите од Instagram Story анкетата на денешното прашање на која возраст дете треба да го добие првиот мобилен телефон. Под А, одговорот беше над 7 години, одговорија само 4%. За тоа дека дете над 10 години треба да го добие првиот мобилен телефон, одговорија 37%, а за над 13 години одговорија 59%. Во продолжение ќе ги погледнеме рекламите, а потоа сме назад во студио. Нема ништо побаво да ја завршам оваа Црвена линија во друштво на Мартин Трпчевски. Добро вечер на сите. Затоа што денеска зборувавме за светскиот ден на детето, односно дали денешните деца имаат преголеми права и обврски. Кога е Мартин Трпчевски до мене, јас автоматски се префрлам во моето детство. Во твојата втора смена и емисиите што ги да, гледала. имаш деца, имаат свое детство, па и дали нашето детство, Мартин, беше Нашето детство подобро? беше поубаво. Подобро, веројатно кај Нена тоа ќе ме прашаат, треба да завршиме пошто каснат више. Колку касните бе? Две минути каснат. Значи нашето детство беше поубаво. Чути Нена да знаеш кога ќе почне да збори. Ама Ненат е строг. Не сум знаел дека е таков. Сега ќе дознам. Добро. Дефинитивно ние имавме поубаво детство и сама знаеш зашто сите тие игри, телевизиски емисии, воспитување, ја на наставничката не И сум на смеел. сите ни беше симпатија, дека многу убаво дете беше. И се уште сум. Океј, чао, идам таму сега. Ајде. Ајде шпица.